Добро вечер. Четврток, 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи и вие и јас во наредните 50-55 минути имаме право да ја знаеме вистината. Беа и помина локалните избори, односно беа и помина првиот круг на локалните избори. Евидентен е победникот на првиот круг на локалните избори, Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН. Има 22 градоначалника, СДСМ има 9 градоначалника. На тие што победија во првиот круг на локалните избори, им честитам. Им честитам на граѓаните така како што гласаа. Сите имавте право да гласате, сите имавте право да окажете вашиот став преку гласачките ливчиња и гласавте така како што мислите дека треба да гласате. Во основа, почитувани гледачи, во Република Македонија изминатите 30 години се гласа за два процеси. Ајде да речеме последните 15 од 20 години, тоа е многу поевидентно. Се гласа за два процеси. Едниот процес е нормализација, а вториот процес е ефикасност во владењето. Секојаш кога е ВМРО на власт, вие имате повисок степен на ефикасност во владењето. Затоа имаме тој термин за робена држава, кога вие всушност државата ја претварате како испостава на партијата. Вработувате, трошите пари, правите така натаму и така натаму, и затоа рушењето на такви власти во изминатите 30 години било или со војната 2001 година, или со шарената револуција. ВМРО ДПМН никогаш не победува со блескав изборен резултат, или никогаш со блескав изборен резултат не доаѓа на власт. Тоа не се случи ниту во времето на Љупчо Ѓорѓевски, победи некаде со 312.000 гласови, не се случи ниту во времето на Никола Груевски, победи дојде на власт со 304.000 освоени гласови. За разлика од СДСМ и Бранко Царенковски, кој 2002 година победија со 500.000 гласови. Што ќе рече дека ВМРО ДПМН, дури од кога ќе дојде на власт, го зголемува својот изборен резултат. И тоа е ефикасност на владење. Вие знаете како да ги користите и како да ги трошите средствата, финансите и ресурсите на државата кои ви стојат на располагање. СДСМ секогаш многу повеќе вложува во нормализација. При тоа таа нормализација може да не ви се допаѓа, да е неефикасна, да е кљакава, да не е добра, да не дава некои резултати кои вие ги сакате или ги посекувате, меѓутоа е процес на нормализација. Во изминатите 15, 20 или 30 години, секојаш кога е ВМРО на власт, функционирањето на државата е многу поефикасно. Прават фонтани, патчиња, асфалтират и така натаму и така натаму. Секојаш кога СДСМ кога дојде на власт, ја нормализира државата, стануваме членки на НАТО, добиваме датум за преговори, имаме времена спогодба, нормализираме односи со Грција и така натаму. И во различни временски периоди, вас како гледачи или вас како гласачи, некои работи ви фалат. Всушност, секојаш ви фали тоа што го нема. Тоа што го немате, тоа го барате. Ако имаме нормализација, која е неуспешна, која е кљакава или која е неефикасна толку колку што вие сакате, тогаш ви фали ефикасноста на ВМРО ДПМН. Кога ќе дојде на власт ВМРО ДПМН, кога ќе направи условно речено ненормална Република Македонија, или ќе излезе надвор од процесот на нормализација, тогаш место ефикасност барате нормализација. Знаете, што е разликата помеѓу ефикасност и нормализација? Постои едно истражување економско кое е правено во Југоисточна Азија. Ние тоа сме го учели на економскиот факултет во Скопје, кај што вели дека еден мал степен на авторитарност или мал степен на авторитарно владење, па дури би рекол диктаторско владење, во едни периоди од 5, 10, 15 години, че во ограничен временски период, многу благопријатно делува на ефикасноста, на економската ефикасност, на економската благосостојба во одредена држава. Меѓутоа по 5, 10 или 15 години секогаш се случуваат сериозни политички турбуленции кои ги предизвика токму тоа авторитарно владење. И тоа се случува во Република Македонија, така падна од власт Никола Груевски. Имавме ефикасност во функционирањето, имавме економски резултати во функционирањето или резултати економски кои сакавте да ги видите во функционирањето. Тоа постојано го кажам, најзадоволни од земјоделската политика на Никола Груевски беа токму граѓаните на Скопје кои немаат видено мотика или копач во својот живот, или луѓето кои избегале од селата и дошле да живеат до Скопје бидејќи некаде се бават со земјоделие, беа најмногу задоволни од економската, односно земјоделската политика на Никола Груевски. Меѓутоа поради авторитарниот начин на владење предизвика сериозни политички конфликти и преку шарена револуција беше сигнат од власт. Дојде СДСМ и отпочна процес на нормализација на Република Македонија. И мене не ми се допаѓа како се спроведе тој процес на нормализација, меѓутоа секогаш процесот на нормализација, после шарени револуции, после револуција кај што се рушат одредени режими, се такви процеси. Така беше во Србија, така во Македонија. Гледате што се случува во Бугарија, не можат во два изборни циклуси да формираат политичка влада. И повторно е Бојко Борисов, прв на рейтинг листата, односно неговата партија има највисок рейтинг на сите анкети кои се спроведуваат во Бугарија. Тоа се тие конфликти помеѓу процес на ефикасност и процес на нормализација. На овие избори вие гласавте за ефикасност.
Односно не гласавте за нормализација, да бидам попрецизен, бидејќи Христан Мицкоски победи на овие избори, имаш убедлива победа на овие избори со најлош резултат во историјата на ВМРО-ДПМН. Всушност Христијан Мицкоски може да победуше 10 пати, за мене ќе биде и понатаму лош политичар. Во мандатот на Христијан Мицкоски, а тоа е некаде 2017 година, ова е најлош изборен резултат. И со најлошиот изборен резултат Христијан Мицкоски има убедлива победа. Зошто? Бидејќи Зоран Заев имаше убедливо најлош резултат. И тоа е вашиот став. Вие одлучивте да го казните процесот на клјакава нормализација во Република Македонија. Бидејќи така одлучивте, сега одговорноста е ваша, почитувани гледачи. Зошто тие процеси не ги видоа луѓето? Или не ги видоа граѓаните, не ги видоа гласачите? Или тие процеси не беа видливи на анкетите кои се правеа? Бидејќи во Република Македонија изминатите 3 или 4 месеци се случуваше една драматична подземна битка. Подземна битка под масата. Кој таа би била на масата, тоа сите ние би ја виделе. Таа би била видлива битка. Затоа ако се вратите наназад изминатите 3 или 4 месеци, што ви кажам во моите емисии, зошто го враќам од мртвите Бранко Црвенковски, зошто правам анализа за Бранко Црвенковски, зошто правам анализа на работењето, функционирањето, делувањето на Бранко Црвенковски, зошто ви повторувам по 50 пати дека Бранко Црвенковски не го менува својот модел, туку ги менува само играчите, дека моделот циклично му се повторува. И ако сеќавате на интервју со Страшо Ангеловски, тоа беше некаде пред 3 или пред 4 месеци, и додевте многумина од вас да ми речете дека нема потреба да правиме интервју со Страшо Ангеловски, дека тоа не било добро интервју со Страшо Ангеловски. По зошто сум го нашол Страшо Ангеловски, сум го извел од нафталин Страшо Ангеловски. Меѓутоа во тој интервју со Страшо Ангеловски беше кажана една клучна реченица, една клучна теза која всушност ги определи овие избори. А тоа е дека ВМРО-ДПМН никогаш не доаѓа на власт. Да, навистина сега ВМРО-ДПМН не дојде на власт во Република Македонија, може ке дојди, може ке направи широка влада, може ке направи експертска влада, може ке направи ново парламентарно мнозинство, може ке се оди на предвремени парламентарни избори, тоа ќе го анализираме во недела, еден геополитички контекст на цело што се случува во Република Македонија. Меѓутоа секогаш кога ВМРО-ДПМН доаѓа на власт во Република Македонија, доаѓа на власт со помош на левите гласови. Така беше 1998 година со гласовите на Демократска алтернатива и на Васил Тупурковски, така беше 2006 година со гласовите на Тито Петковски. Во тој интервју со Страшо Ангеловски, за кој нели сите велевте зошто го снима Страшо Ангеловски, ја пласира вклучната теза. И дека на овие избори или на било кои други избори, ако ВМРО-ДПМН сака да дојде на власт во Република Македонија, тоа ќе може да го направи со помош на левите гласови или на гласовите од лева провениенција. Прито тоа не е левица, тоа е Бранко Црвенковски. Секога со помош на Бранко Црвенковски ВМРО-ДПМН доаѓал на власт. Па дури и кога самиот Бранко Црвенковски губел на изборите, како што било 98 година. Секогаш со климнување, со неклимнување, со правење или со неправење на Бранко Црвенковски, ВМРО-ДПМН доаѓал на власт во Република Македонија. Во првиот случај се случи тоа биде војната 99 година на Косово, кога Кристофер Хил, кој сега се враќа повторно на голема врата на Балканскиот полуостров, и избран да биде амбасадор на Соединетите Американски држави во Република Србија, која е клучна држава во целиот овој регион. Вие не вадите човек, не враќате човек од пензија да го донесе да биде амбасадор, а е тешкаш во својата дипломатска кариера, ако не планирате нешто суштински да правите на Балканскиот полуостров, ќе го анализираме тоа недела. Значи човекот кој го пензионираше Бранко Црвенковски 98 година Кристофер Хил, тој беше амбасадор на Соединетите Американски држави во Република Македонија од 97 до 2000 година, дури по заминување на Кристофер Хил, Бранко Црвенковски почна да комуницира повторно со Калето да ветува се и се што, и тоа се и се што го реализираше 2000, 2001, 2002 година, и заврши со територијалната организација во Република Македонија и со етаблирањето или инструментализирањето политичкото вклучување во регуларните политички текови на Али Ахмети на партијата ДУИ. Тоа е направено во време и во мандат на Бранко Црвенковски, за да може да си ги отплати гревовите со палењето на американската амбасада од страна тогашната македонска опозиција или луѓе блиски на македонската опозиција кои се случили од 1999 година. Значи со помош на тој Бранко Црвенковски секогаш ВМРО-ДПМН доаѓал на власт. И сега се случи со помош на Бранко Црвенковски. Имаше една класична подземна битка која траеше со месеци. Затоа вие не ја гледавте. Затоа никој не можеше да процени дека ВМРО-ДПМН ќе победи на изборите, бидејќи ВМРО-ДПМН освен многу помалку гласови,
Нови избори во споредба со парламентарните избори минатата година и во споредба со председателските избори, првиот и вториот круг на Гордана Силјановска. Немаше чувство дека нешто ќе се смени или ќе се промени во Република Македонија, освен кај тврдото гласачко тело на ВМРО-ДПМНЕ. Кај неопределените го немаше тоа чувство. Имаше само чувство да биде казнет Зоран Заев. Имаше само чувство да биде казнет СДСМ. И тоа чувство го разви Бранко Црвенковски. Со неговото појавување, со олигархијата, со медиумите под контрола на олигархијата, беше наметната на таква перцепција. Со помош на своите луѓе во невладините организации, почна процес на оценување на Македонија дека е шампион, дека е лидер во процесот на корумпирање, дека не имало по-корумпирана влада во историјата на Република Македонија. Па така е рушен Љупчо Ѓорѓевски, по истиот модел меѓународна кризна група доаѓа, па дава одредени извештаи. Едвард Џозеф кажува дека или луд или корумпиран политичар ќе го потпишал договорот со ОКТА. Значи истиот модел кој му беше правен на Љупчо Ѓорѓевски му беше правен на Зоран Заев. Со кого му е правен? Со помош на медиумите под контрола на олигархијата. Кога ќе кажете олигархија, веќе го нема Данчо Шутурков, веќе го нема Штерио Јанаков, веќе го нема Свето Јаневски. Има само еден символ, синоним и носител на олигархијата во Република Македонија. Тој е Комерцијална банка. Хари Костов и Бранко Црвенковски. Тоа се петок и сабота на политичката и на бизнис сцена во Република Македонија. Хари Костов е чедо на Бранко Црвенковски. Он бил советник, па станал заменик министар за финансии, па станал заменик министар за надворешни работи, па станал генерален директор на Комерцијална банка. За да биде безбеден Бранко Црвенковски и за да може да го контролира и својот пријател Хари Костов, го носи Илија Илјовски, еден од 3-4 најблиски соработници на Бранко Црвенковски, да биде втор директор во Комерцијална банка. Со помош на Комерцијална банка, со помош на Хари Костов, тоа е таа комбинација Васил Рингов и Дарко Панчев на македонската бизнис, политичка и олигархиска сцена. Бранко Црвенковски, Хари Костов, Зоран Заев е масакриран на овие избори. Ако ова ви окажав пред 3 месеци, ако ова ви окажав пред 4 месеци, вака директно во камера или во лице, ќе велевте дека тоа се теорија на заговор. Па што зборува овој? Па купен, платен и така натаму и така натаму. Меѓутоа сега сите тоа го видовте. Може би не јасно до крај. Може би до крај не знаете точно што се случило, како се правени тие пазарлаци, како се правени тие операции, како се спроведувани, кои се офицерите, кои се играчите, кој дава наредби, кој коси, кој вода носи и така натаму и така натаму. Меѓутоа чувствувате дека нешто се случило на изборите. Дека на овие избори е направен одреден инженеринг, прито не е направен инженеринг со полнење на гласачките кутии, бидејќи заврши времето на полнење на гласачките кутии, туку е направен некој нов инженеринг, а вие немате логично објаснување зошто тоа се случи. Како одеднаш, како Титаник, потоа на СДСМ и бродот на Зоран Заев. Потоа, бидејќи се случеше внатрешна битка до истребување внатре во СДСМ. Вие тоа не го гледавте, бидејќи тоа не се случуваше на македонските улици. Тоа не се случуваше јавно на политичката сцена. Тоа не беше конфликт помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, тоа беше внатрешен брат спроти брат, разорувачки конфликт внатре во СДСМ. Бранко Црвенковски, кој се смета дека е татко на СДСМ, бидејќи постојано повторува дека ова СДСМ е негово ДНК, по трет пат ја силува својата партија. По трет пат го силува своето дете. Влегува во процес на политички инцест и по трет пат го носи ВМРО-ДПМНЕ на власт. Зошто? Бидејќи не може да ја скроти својата политичка суета, својата политичка посесивност. Не може големиот Бранко Црвенковски да прифати дека во неговиот мандат, во мандатот кој бил начело на владата, кој бил начело на државата, кој бил начело на партијата, не се направени клучните политички процеси. И сега сака да ви покажи дека народот не ги сакал тие процеси. Не дека Бранко Црвенковски бил исплашен, се плашил и не ги правил тие политички процеси. Тоа е договарање со Грција, договарање со Бугарија, членство во НАТО и членство во Европската унија. Меѓутоа тоа би значило крај, тоа би значило смрт за македонската олигархија, а татко и мајка на македонската олигархија е Бранко Црвенковски. И за да не испадне дека Бранко Црвенковски бил плашлив, бил коркач, а не бил херој, Бранко Црвенковски сега треба кукавичкото јајце вас да ви го префрли. Вие да сте виновни зошто тој не бил храбар, бидејќи вие не сте сакале да се договориме со Грција, вие не сте сакале да се договориме со Бугарија, вие не сте сакале да станеме членки на НАТО и вие не сте сакале да почнеме преговори со Европската унија. Ето е Бранко Црвенковски. Таква една замена на тези ќе направи, само да ја скрие својата нехраброст и својата политички кукавличност и својата политичка посесивност. Тој е подготвен да отстапи се. Тој е подготвен да даде се. Единствено СДСМ
како некоја посесивна жена не може да ја пушти, не може да ја остави. И постојано се враќа на СДСМ. Ке се одалечи, ке се врати. Ке дојде друг пак ке го руши. Така го рушеше Владо Бучковски, така ја рушеше Радмила Шекеринска, така го руши Зоран Заев. И на крајот на криштата, колку и да се неспособни, сега јас не можам да ви убедувам дека Владо Бучковски бил способен, дека била способна Радмила Шекеринска, дека бил способен Зоран Заев. Сум правел емисии. Меѓутоа, колку и да се неспособни, не се тие злото на СДСМ. 30 години ДНК-то на СДСМ е промашано. 30 години злото на СДСМ е Бранко Црвенковски. За да можете да одите напред, вие мора да се ослободите од политичката посесивност и политичката суета на Бранко Црвенковски. Се доека не се ослободите од политичката посесивност на Бранко Црвенковски, ќе влегувате една во друга политичка криза, од еден во друг политички карамбол и секогаш кога ќе дојдете на власт, ќе ве руши Бранко Црвенковски или ќе му помага на ВМРО ДПМН да дојде на власт на местото на СДСМ. Тоа се случи на овие избори, тоа е политичкиот инженеринг. Прашете го Зоран Заев, прашете го Оливер Спасовски, прашете го Стево Пендаровски, директорот на Агенцијата за национална безбедност, директорот на Агенцијата за разузнавање. Имале ли средба Бранко Црвенковски и Христијан Мицковски? Каде била таа средба? Во Македонија, во Србија, во Земун, во некоја кафана на Дунав? Каде била таа средба? Кога се случила таа средба? Што е договорено на таа средба? Кои кадровски решенија ги барал Бранко Црвенковски на таа средба? Дали Даниела Арсовска дел на тие кадровски решенија? Имаше мал милион дебати. Клучното прашање на тие дебати го поставува првиот човек на родина. Не се сеќам никако се каже, мислам дека беше Владимир Трајковски. Него ни познавам човекот. Директно ја прашува Даниела Арсовска дали е точно дека братот на Игор Ивановски Шема, или како што тој вели, така наречениот Мали Бранко, ви е шеф на изборниот штаб, и нема одговор од Даниела Арсовска. По мене тоа беше клучното прашање во целата изборна кампања која траеше 3 недели. Можеби јас врска немам. Можеби врска немам во ова што го кажам. Еве, прашете ги сите. Имало ли средба на Бранко Црвенковски и Христијан Мицковски? Каде била таа средба? На Вардар или на Дунав? Во Скопје или во Земун? Што е договорено на таа средба? Што му е ветено на Христијан Мицковски? И како има спроведено целата операција Бранко Црвенковски? Политиката, животот и се што правите во основа е математика. И кога правите торта, тоа е математика. Ставате 2 јајца, 2 жолчки, 3 белки, така натаму. Ако имате банани, ставате банани. Ако имате вишни, ставате вишни. Со тоа што имате или со тоа со што располагате, од тоа ја правите тортата. Политиката е исто математика, како што математика и спортот. Вие треба 1 секунда или 1 гол да дадете повеќе од вашиот противник, ако сакате да победите. Изборите, исто како и Олимписките игри или светските првенства, се случуваат во циклуси на 2 или на 4 години. Имате локални, па председателски, па парламентарни и обратно. И вие треба во тие 12 часа, додека трае изборниот циклус, или во тие 3 или 4 недели додека трае изборната кампања, исто како некој што учествува на Олимписките игри, во тие 12 часа да бидете во најдобра форма. И ако сте во најдобра форма, ќе победите на изборите. При тоа, може да победите ако дадете 1 гол повеќе од противникот, или ако направите се противникот даде 1 гол помалку од вас. И тоа се случи на овие избори. И тоа се случи на изборите пред 4 години. Пред 4 години проценките на стратезите, читајте Американската амбасада или луѓето кои стоја за чарената револуција, проценија дека Никола Груевски може максимално да освои околу 400.000 гласови, 380 до 400.000 гласови. И тука направија грешка во проценката, освои човекот 451.000 гласови. Бидејќи Никола Груевски беше проценет, беше бетониран на 400.000 гласови, Зоран Заев требаше да освои 420 или 430.000 гласови за да може да победи на изборите на 11 декември. И бидејќи Зоран Заев не можеше да смета на македонските гласови, бидејќи од легенот со кој се располагаше во тој временски период не може да се земат македонски гласови, се направи политички инженеринг. Албанците најмногу на 11 декември 2016 година, последните 30 години да гласа Зоран Заев и СДСМ. И освои Зоран Заев некаде 435.000 гласови. Тоа беше недоволно да го порези Никола Груевски, меѓутоа после настаните на 27 април 2017 година, сепак ја формираше владата заедно со Дуи и со Али Ахмети. На овие избори, проценката дека Христијан Мицковски е бетониран, дека 4 изборни циклуси, тој не може да освои повеќе од 320.000 гласови, бидејќи е лимитиран Христијан Мицковски, не може да го пробие тој лимит, требаше да биде направено се да се намали резултатот на Зоран Заев и на СДСМ. И тоа е таа операција која е подземно спроведена.
подземно спроведена од олигархија, од медиуми под контрола на олигархија, Бранко Црвенковски и сателит партиите кои беа дел од коалицијата на СДСМ и на Зоран Заев. И вие треба само да знаете да замешате и да направите салата. Да направите шопска салата. Па да има малце краставици, да има малце патлиџани или малце домати, да има малце маслинки, рендано сирење. И тоа е умешноста на политичката кујна. Јавна тајна беше дека Горан Милевски, првиот човек на ЛДП, министар во владата на Зоран Заев, до пред короната, барем еднаш месечно, во хотелот Александар Палас имаше средби со представници на македонската олигархија. После короната тие средби престана или беа скришни, не беа видливи, бидејќи короната си го направи своето. Меѓутоа, до пред короната, барем еднаш месечно, Горан Милевски пиеше кафе на тениското игралиште на хотелот Александар Палас. И сите знае дека Горан Милевски има политички амбиции да биде кандидат за градоначелник на Битола и целата коалиција да застане зад него. И кога вие ги знаете тие две информации, кога имате контрола врз Горан Милевски, контрола од страна на македонската олигархија, контрола од страна на Ристо Пенов и на Јово Манасиевски, тоа се двата претходни лидери на партијата ЛДП, со чија помош Горан Милевски го поразува Андреј Жарновски, станува лидер на партијата, ви имате целноста контрола на Горан Милевски. И само е прашање на техника како да направите Горан Милевски да оди самостојно на изборите. Доди самостојно на изборите во коалиција со партијата на Маја Мораченин или партијата Дом, поранешната партија на Лиле Поповска. И треба да изберете кандидати за градоначалник и носител на листата во Советот на град Скопје, кои најмногу ќе личат на Бранко Црвенковски. Никола Пановски, докторот Никола Пановски, требаше да постигне две цели. Првата цел да му парира на Венко Филипче, бидејќи се покаже дека единствено докторот Пановски може најмногу да му парира на Венко Филипче по прашањето на коронавирусот и на пандемијата, и тој е носител на листа Нова коалиција за градот Скопје. И вторите Бени Шекери. Не постои човек кој може повеќе да асоцира на Бранко Црвенковски отколку Бени Шекери и неговата сестра Нора Шекери. Да не беше директор или веде директор на театар Комедија, веројатно таа ќе беше некоја кандидатка за градоначалник на Скопје. Посебно што Бени Шекери бил во конфликт со Петри Шилегов, бидејќи имал амбиција, а овој него стел да биде директор на Младинскиот културен центар. Погледнете го интервјуто со Бени Шекери, сите работи ви се каже не во интервјуто со Бени Шекери и во интервјуто со Никола Пановски. Кога веќе тоа го имате ставено на маса, тогаш е прашање на техника како да го извадите Горан Милевски, да направите коалиција која ќе оди самостојно на изборите. Таа коалиција ќе течи 25.000 гласови. Па ќе го натерате Максим Димитриевски да се кандидира како независен кандидат за градоначалник на Куманово. Па и тој ќе земи неко 8.000 гласови од СДСМ. Па ќе имате своји инсталации преку тајните служби, посебно албанските инсталации, вашите албански инсталации во тајните служби, и ќе го натерате Билал Касами да оди сам на изборите. И да биде некаде во трка за градоначалник на градот Тетово. Гледате, во 4 града кои се клучни градови во Република Македонија, тоа е Битола, тоа е Скопје, тоа е Куманово, тоа е Тетово, се прави еден драматичен политички инженеринг. И се прави еден драматичен политички инженеринг на штета на Зоран Заев. Зошто тоа Зоран Заев не го виде? Зошто анкетите тоа не му го покаже на Зоран Заев? Зошто службите под контрола на СДСМ тоа не му го сугерира на Зоран Заев? Кој е носител на таа саботажа која се случува во СДСМ? Тоа мислам дека треба СДСМ и Зоран Заев сами да се одговорат, да направат одредена анализа, одредена внатрешна анализа, да ги престресат сите најблиски соработници на Зоран Заев да се види каде е направено намерна или ненамерна грешка во проценката и кој му давал погрешни совети на Зоран Заев. Бидејќи Зоран Заев изгуби нови избори по истиот модел, повторувам по втор пат, како што изгуби Владо Бучковски на изборите 2006 година. И ако Владо Бучковски 2006 година, како што вели Стефче Кимовски, на денот на изборите играле кошарка за да покаже дека се тоа демократски фер избори, дека Македонија е земја која има датум за преговори со Европската унија, дека заслужува да биде членка на Европската унија, и нови избори Зоран Заев не играше кошарка, меѓутоа дозволи да има една демократија на изборите и секој кој е дел на коалицијата да може да прави што сака. На тој начин падна Ивица Рачан во Хрватска. После Фрањо Туџман на власт доаѓа Ивица Рачан, 4 години на власт. Главната замерка на Ивица Рачан е дека немаше цврста рака и немаше контрола врз својата коалиција. Затоа и падна од власт и се врати ХДС за 4 години после смртта на Фрањо Туџман. И нешто слично сега се случи во Република Македонија. Зоран Заев од преголема демократија, од преголемо демократско делување во изборите, нели му наметна еден впечаток дека купува гласови, дека троши пари, дека корумпира, дека служби, дека специјална јавно обвинителство и така натаму и така натаму. И кога вие сте бомбардирани со такви тези,
кога вас ви имат напикано во глучешка дупка со такви тези, тогаш вие правите се да докажете дека не сте хунта, дека не лажирате, дека не купувате избори, дека не плаќате гласови, дека не фалсификувате гласови, дека не уете со полиција, со полициски средства да правите одредени репресии, дека сте сосема различно од Никола Груевски, дека ако тој носел гласачот пустец на изборите 2013 година, вие тоа не го правите, бидејќи ви наметна еден таков печаток, ви наметна една таква атмосфера, дека имате марихуана, дрога, дека продавате дрога, дека пратучеите ви се милионери, дека се мултимилионери, дека може да купат се и се што, дека купуват медиуми, новинари, телевизии, мене не купиле, други купили така натаму. Тоа што е зврскане, дека не сум се видел со луѓето 10 години, тоа не важи, бидејќи ако има одредена хистерија, тогаш во таа хистерија нема рацио, нема рационалност, вие рационално не размислувате, вие размислувате емотивно, кога некој ќе ви наметне емотивна категорија, вие не можете на таа емотивна категорија да одговорите со рационалност. Бидејќи тогаш никој не ве слуша. Вие на емоција може да вратите само со емоција, меѓутоа кога тие ќе направат хистерија, како вие ќе вратите на таа хистерија? Вие сте немокни да парирате на таква хистерија. Бидејќи беше направена на таква хистерија, бидејќи му беа земени сите орудија со кои располага една власт на Зоран Заев, и при тоа Зоран Заев беше донесен во ситуација да докажува дека е демократ, да дозволи најдемократски избори во Република Македонија, него го одработи како средношколец. Него го одработија, го сведо на 240-250 илјади гласови, како последниот средношколец во Република Македонија. Па дури мислам дека некоја средношколска младина во Република Македонија ќе можеше повеќе да се бори на овие избори и повеќе да превенира на овие работи, отколку што тоа го правеше Зоран Заев и СДСМ. Зошто? Бидејќи ма најдоа точката на топење. Бидејќи 1 или 2 години претходно се подготвуваше терен да се случи ова. И точно се знаеше дека тоа ќе биде на локалните избори. Бидејќи луѓето најмногу прават советнички листи, најмногу се охрабруваат да одат на советнички листи, најмногу се охрабруваат да одат во независни кандидатури токму на локални избори. Тоа не го прават на парламентарни, бидејќи за да бидете член на парламентот ви треба некаде 7, 8 или 9 илјади гласови, овде со 500 или 1000 гласови може да станете советник. И бидејќи може со многу помалку гласови да станете советници, тогаш многу е поохрабрувачки вие тоа да го направите на локални отколку на парламентарни избори. Затоа инженерингот е направен на локални избори. И вие на локални избори многу похрабро гласате, знаете. Вие можете да дајте до вербата на одредени луѓе и да ги тестирате, бидејќи сметате дека не може да направи таква штета. Што ќе ви направи на локални избори? Нема да направи 5 фонтани, или нема да ги чисти улиците, или нема да ги крпи дуктите, или нема не знам да ги поправа шахтите. Тогаш ќе осмените за 4 години, но нема да направи штета во државата. Точно со одбрани локалните избори направен еден феноменален инженеринг и тој инженеринг го видовме вечерта на 17 октомври. Христијан Мицкоски победи со најлошиот резултат во последните 4 години. Меѓутоа Зоран Заев потонаа Титаник. Гледате како таа пајакова мрежа која правеше Зоран Заев му беше искината во 2 или во 3 месеци. 4 години инвестираше во Митко Јанчев. 4 години се дава пари и пари во Митко Јанчев. Се инвестираше и финансиски, се инвестираше и буџетски, се инвестираше и политички во Митко Јанчев. Митко Јанчев се подготвуваше да биде идеен лидер на ВМРО ДПМН. Кланот и фамилијата Заеви инвестира во Митко Јанчев. Веројатно имаше и джентлменски договор, кој веќе Митко Јанчев не можеше да биде лидер на ВМРО ДПМН, тогаш доди како независен кандидат и таа независна кандидатура да биде поддржана од СДСМ и граѓаните на општина Кавадарци. И некој го убедува Митко Јанчев да се смири и да се договори со Христијан Мицкоски. Кој може да го убеди Митко Јанчев да се договори да се смири со Христијан Мицкоски? Сашо Мјалков, Јордан Орце Камчев, Никола Груевски, Бранко Црвенковски или Хари Костов, со кого пие кафе еднаш неделно или пие кафе еднаш месечно, или Илија Гечев Гече, првиот човек на ЕГМ Кавадарци, со кого се гледа секој ден, со кого пие кафе и со кого има дружби. Комерцијална банка е амалгамот кој ги спојува сите овие структури. Сите овие луѓе се на кредити на комерцијална банка. Кој имаше добиено најмногу тендери во овие 4 години за снабдување на државата со нафтени деривати? Владимир Стајич, звани Роштиль. Човекот кој има добиено кредити од комерцијална банка. Кој му е должник на Хари Костов и на комерцијална банка. Бидејќи Хари Костов и комерцијална банка го спасуваат кога ВМРО ДПМН во врвот на својата мок тргнува да му го уништат бизнисот. Тога се обраќа за помош на Хари Костов, му помага Хари Костов, се враќа од Италија, од Милано и успева да се спаси својот бизнис. И сега има кредити кои има добиено од комерцијална банка. Тоа е фирмата која има добиено најмногу тендери со нафтени деривати изминатите 4 години. Сите го сметаа за човек на Вице Заев,
Текстови се напишени дека Владимир Стајич е човек на Зоран и на Вице Заев, бидејќи по таа основа ги има добиено тендерите, а човекот е всушност човек на Хари Костов. За да можам да ви објаснам, Владимир Стајич е кум на Игор Ивановски Шема, или Мали Бранко, што го поставува прашањето Владимир Трајковски од родина. Вториот кум на Игор Ивановски Шема, или Игор Ивановски Шема му е него кум, е докторот Виктор Камнар, еден од главните играчи во штабот на Даниела Арсовска. И гледате како Игор Ивановски Шема или Мали Бранко, кој секоја се гледал како наследник на Бранко, има битно политичко влијание во целата оваа ситуација. Владимир Трајковски од родина постои едно прашање на кое не доби одговор. Дали братот на Игор Ивановски Шема бил шеф на изборниот штаб на Даниела Арсовска. И гледате како со овие играчи се функционирало. Овие се спијачи, кои се тука 1, 2, 3, 5 години и се инсталират или се активират кога некој ќе им сврти телефон и по телефон ќе им каже што треба да прават. Еве една фотографија. Нова фотографија, веројатно може да ги препознаете луѓето. Лево е Сергеј Самсоненко, Саша Богдановиќ Српче, поранешниот градоначалник на општина Центар, и Владимир Стајич. Ова е фотографија која сами имат објавена на Facebook. Затоа објавувам бидејќи е јавно достапна. Кој не би била јавно достапна, не би ја објавувал. Еве вака се прават партнерства. Кај Сергеј Самсоненко или во хотел Русија, знаете ли кој беше директор? Господјата Муцунски, кој сега е директорка на еден хотел во Берово. Случајно е братучетка на Тимчо Муцунски. И случајно дел од овие структури се видени во штабот на Тимчо Муцунски, може би и финансирале ке Тимчо Муцунски. Сакам да ги видам анкетите или сакам да ги видам билансите кој све се има појавено да финансира ке Тимчо Муцунски. Кои се тие структури кои биле вклучени ке Тимчо Муцунски, бидејќи таму имаше многу подземи, имаше многу полиција, таму беше Наке Ќулев, таму беше и Маријан Христов кој беше шеф на кабинет на Наке Ќулев. Тие беа вклучени во кампањата на Тимчо Муцунски, беа фрлени многу пари. И ако милионерот Александар Филиповски Цанде не можеше да ги навијаса со пари воопште на аеродром овие луѓе кои стоја за Тимчо Муцунски, можеме да претпоставиме колку пари се вклучени во кампањата на Тимчо Муцунски. Таму беше двојецот без скандал од македонската радиотелевизија Хари Вулгаракис и Маријан Цветковски. Или луѓето кои го имат етаблирано, изградено процесот на куриризација во Република Македонија. Овие луѓе ви се враќаат сега на власт во Република Македонија. Ви се враќа целата екипа на Никола Груевски, само без Никола Груевски. Во една многу полоша варијанта, бидејќи Христа Ницковски нема ни доколеници на Никола Груевски. Тој инженеринг сега ви се случува со помош на Бранко Царенковски. А главен финансиер или човек кој ги убедува сите е Хари Костов или Комерцијална банка. Најмокната банка во Република Македонија. Во оној момент кога Зоран Заев влезе во процес на преговори со Бојко Борисов за продажба на Комерцијална банка, беше запечатена политичката кариера на Зоран Заев. Може би Зоран Заев ќе се спаси, но ќе плати преголема политичка цена, бидејќи се дрзна да влезе во процес на преговори за продажба на Комерцијална банка. И подоцна се направи одделен инженеринг, каде што Адора, Ванчо Чифлиганец и други фирми блиски на Хари Костов ги купи акциите, на тој начин преку на таква операција се спаси Комерцијална банка и Хари Костов. Тука е првичниот конфликт помеѓу Зоран Заев и Јордан Орце Камчев и првичниот конфликт помеѓу Зоран Заев и Бојко Борисов. Подоцна доаѓа бугарското вето, недобивање датум за преговори 2019 година, падот на владата, предвремени избори, повторно бугарско вето. Меѓутоа евината грешка е бидејќи Зоран Заев влезе во процес на преговори за продажба на Комерцијална банка. Секој кој во оваа држава ќе се дрзни да каже или да направи нешто против Комерцијална банка, тој е осуден на политички, бизнис или секаков друг неуспех. Мојот конфликт со Комерцијална банка од 2005-2006 година ги тргна сите играчи кои стоја зад емисијата во Центар. Еден по еден, како по телефонски именик, се тргаа луѓето, се елиминира луѓето, се дистанцира луѓето. Зошто? Поради мојот конфликт со Хари Костов. Секој кој во оваа држава ќе влезе во конфликт со Хари Костов, има големи шанси, политички и секако друг, да биде поразен на политичката сцена. Ако прво беше Гаврило Гаврилски, па беше Данчо Шутурков, па беше Штерио Наков, сега капо де тути капи на македонската олигархија е еден човек, Хари Костов. Пред 2 месеци, што велат србите, ничим изазван, Хари Костов излегува и вели, после 20 години завршивме со имплементација на Охридскиот рамковен договор, сега ни е неопходно да подпишеме нов рамковен договор за борба против корупцијата. И ви гледате, прво се прави одредено пледоје, се прави одредена подложка, па Сладжана Тасава дава одредени извештаи, па Transparency International дава одредени проценки. Па владата на Зоран Заев тони како олово
на ранг листите на најкорумпирани влади во регионот, и излага Хари Костов и вели дека треба да направиме нов рамковен договор, и тоа го кажа на 20 годишнината од Охридскиот рамковен договор. Меѓутоа, овој рамковен договор треба да отпочне борба против криминалот и корупцијата во Република Македонија. Значи, човекот кој е начело на банката, која контролира целата македонска олигархија, всушност најавува борба против криминалот и корупцијата. При тоа не мисли на високата корупција, бидејќи високата корупција е секогаш врзана со олигархијата. Корупцијата ќе треба да се расчистува против овие ситни мали дуќанчиња, луѓе кои краделе кебапи, луѓе кои правеле одредени ситни прекршоци, бидејќи овие кои правеле крупни криминали, тие се или министри, или политичари, или директори на банки, или главни олигарси во Република Македонија. 2 месеци после Хари Костов, во оној негов настав во Македонската академија на науки и уметности, Бранко Цренковски ја продолжува или ја продлабочува тезата и вели за битка против корупцијата во Република Македонија, која ја јаде како канцер Република Македонија, треба да биде формирана одредена експертска влада. И повторно имаме реприза на целото сценарио кој се случува во Република Македонија. Кога последен пат е формирана експертска влада во Република Македонија? Знаете, не може Зоран Заев кој е начело на власта, по чиј мандат е направена корупција, да се бори против корупција. Може да стави 10 Лјупчо Николовски, тие не може да имаат капацитет или нема да имаат легитимитет да се борат против корупција. Бидејќи како се бореле против корупција, ако се дел на влада која направила најлоши резултати по прашањето на корупција. При тоа милиардите на Сашо Мјалков, на Никола Груевски, бомбите кои сме ги слушале, вистината за Македонија, тоа е све преспано. Истото и Хари Костов кој дали сведочел против Сашо Мјалков, дека бил прислушкуван од Сашо Мјалков, дека го имало во бомбите, дека со помош на прислушкувањето се слушале неговите бизнис потези, се слушале неговите бизнис делки, дека биле во предност како конкуренција да може да делуваат против него, бидејќи слушале што разговара и што договара со останатата олигархија. Одеднаш тоа све се заборава. Туку корупцијата се врзува за владата на Зоран Заев. Не дека нема корупција, има корупција. Меѓутоа ние сме ги слушале бомбите, ние сме гледале што се случува. Па оној човек живее 4 години во Будимпешта, сигурно не живее со продажба на печурки или со продажба на патлиџини кои ги носи некој од Македонија. Живее со пари кои ги има во шишето на Срđan Кирем однесено тамо. Има направено куќа која требало да ја продаде за 1 или 2 милиона евра. Градел хациенди, го гледавте барокот, го видовте замокот. Немојте да се правите слепи, тоа се случуваше пред наши очи. Пари се испара во изминатите 11 години пред наши очи. Се перат и сега. И тоа никој не го спори, но немојте да заборавате дека се переле пред 11 години. Или се переле изминатите 11 години. И одеднаш Хари Костов заборава све што има кажано, заборава све што има сведочено во случајот со прислушкување и вели сега треба да се отвори нов рамковен договор кој ќе се бори против криминалот и корупцијата. Па излага Бранко Цренковски вели треба да биде направена одредена платформа која ќе ја прифатат сите партии. Кога една платформа ќе ја прифатат сите партии, тоа е основа за формирање на експертска влада. Кога ќе биде формирана експертска влада, кој е главен, председателот на државата, тоа е Стео Пендаровски, затоа Бранко Цренковски му дава задача на председателот на државата Стео Пендаровски при оној негов настап во Македонската академија на науките и уметностите, да пристапи кон реализација на таква платформа која ќе се бори против криминалот и корупцијата, што значи ќе се бори против владата на Зоран Заев. Што се случи со последната експертска влада во Република Македонија? Киро Глигоров е председател на државата, значи улогата на Киро Глигоров сега треба да има Стео Пендаровски, а прв човек на експертската влада е Никола Клюсев. Што се случи кога падна Никола Клюсев? Па на власт дојде Бранко Црвенковски. Тоа е затварање на циклусот после 30 години. Бранко Црвенковски или детек на Бранко Црвенковски. После таа експертска влада треба да дојде на чело на државата. Односно треба да дојде на чело на владата. Тоа нема да биде Христијан Мицковски. Тоа ќе биде некој мали Бранко, дали ќе биде Игор Јовановски Шема, дали ќе биде Стео Пендаровски. Веројатно Бранко има ветено на 50 луѓе. Ако Никола Груевски, Христијан Мицковски и Лјупчо Георгиевски ветувале на 20 луѓе, Бранко Цренковски сигурно има ветено на 50 луѓе. И гледате како циклусите ке Бранко Црвенковски се затварат. Да биде формирана експертска влада, да биде избран некој Никола Клюсев, да се бори против криминалот и корупцијата, па кога структурите на Бранко Црвенковски ќе станат доволно силни и мокни во таа експертска влада, да ја сруши експертската влада, кој што ја сруши тој владата на Никола Клюсев, и тогаш некој нов Бранко Црвенковски, некој дете на Бранко Црвенковски после 30 години, по истото сценарија како Бранко Црвенковски дојде на власт во септември 1992 година, дојде на власт во Република Македонија по рушењето на таа експертска влада. Кога веќе правиме демистификација
и кога веќе правиме демистификација на сите процеси и односи во Република Македонија, во врвот на политиката, врвот на олигархијата, бизнесот и така натаму, ајде да демистифицираме уште една теза која ќе ја прочитате во сите портали, ќе ја прочитате во сите медиуми, ќе ја слушате во сите дебати каде што луѓе со бели коси, кои многу знаат, врвни аналитичари, постојано ќе ве пласират, а тоа е дека постои пакт за ненапаѓање помеѓу Бранко Царенковски и Лјупчо Георгиевски. Дека тој пакт подразбира и Бранко Царенковски да се отовари магарето, и Лјупчо Георгиевски да се отовари магарето и влакна на косата да не им фали. И тоа не одговара на вистината. Луѓето со кои Бранко Царенковски перманентно комуницира и комуницирал во врвот на ВМРО ДПМН се Никола Груевски и Сашо Мјалков. Со помош на Хари Костов и со помош на Бранко Царенковски, Хари Костов тогаш е министар за внатрешни работи. 2004 година Никола Груевски го поразува во панорама Лјупчо Георгиевски и останува да биде лидер на ВМРО ДПМН. А 2006 година го поразува Владо Бучковски, станува премиер на македонската влада со помош на партијата НСДП на полковник Тито Петковски. Тоа е инженерингот кој секогаш Хари Костов и Бранко Царенковски го прават со Сашо Мјалков и го прават со Никола Груевски. На крајот на денот и хотелот Мериот е изграден со кредити на Комерцијална банка. Ако мене не ми верувате, одете проверите во билансите, секи ви стане јасно. Некаде на 35 до 40 дена пред изборите, во штабот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицковски има средба со синот на Сашо Мјалков и со Ивица Комшија Коневски, кој е десна рака на Сашо Мјалков во таа така наречена Мериот коалиција. И одеднаш Мериот коалицијата ја снема од сцената. Ни глас не се слушна. Дури Ивица Коневски се појавуваше во кампањата на Тимчо Муцунски. Па ги имаше собрано пред 30 дена своите соработници, доека беше градоначалник на општина Аеродром, тој во хотелот Русија во општина Аеродром, таму нели беше директорка братучетката на Тимчо Муцунски, посега е директорка на хотелот Манастир во Берово, и им даваше инструкции како да му помагат во кампањата на Тимчо Муцунски. На целата таа структура беше ставена во функција на Тимчо Муцунски. Меѓутоа, после таа средба на Ивица Комшија Коневски, синот на Сашо Мјалков со Христијан Мицковски, никој од Мериот коалицијата, ни во Скопје, ни низ внатрешноста на Република Македонија, не формираше советнички листи и не излегал со независни кандидати за градоначалници. Еден глас фира, ВМРО-вски глас, не отиде на лева или на десна страна, на конто на било која советничка листа. Солза Грчева дојде во коалицијата, Деловен Интегра дојде во коалицијата. Па дури Петре Богоевски, после средбата со Митко Јанчев, престана да го напаѓа Христијан Мицковски. Може би случајно, може би намерно, не е важно, меѓутоа после средбата со Митко Јанчев престана да го напаѓа Христијан Мицковски. Видете како ниту еден ВМРО-вски глас не отиде фира, за разлика од гласовите на коалицијата предводена од Зоран Заев и СДСМ. Некој овде ја стегна целата одбрана, ја стегна конструкцијата и ја амалгираше целата таа гласачка база да гласа за Христијан Мицковски, а овдека направи растур систем во коалицијата на Зоран Заев. И мислите дека тоа е случајно? Дека Христијан Мицковски може и има капацитет да спроведи таква операција? И вие сте сигурни дека Христијан Мицковски е човекот кој може да спроведи и да реализира таква операција на македонската политичка сцена? Па ако тоа го мислите, тогаш вие на вистина нема потреба ни да ги слушате овие емисии, ни да верувате во ова што го говорам. Ваква операција или операција од ваков формат може да спроведи само политички велемајстор. А тоа не е ни Христијан Мицковски, тоа не е ни екипата околу Христијан Мицковски. Тоа може да го прави Сашо Мјалков, тоа може да го прави Никола Груевски, тоа може да го прави Бранко Царенковски, меѓутоа тоа го прави само човек кој е велемајстор на политичката аритметика, кој е велемајстор на политичката логистика, кој е велемајстор на правење или на растурање на политички коалиции, бидејќи овој политички инженеринг, повторно велам, им честитам и на Христијан Мицковски, и на ВМРО ДПМН, и на сите градоначалници кои се избрани во првиот круг на локалните избори. Меѓутоа, ваков политички инженеринг, ваков феноменален политички инженеринг не може да направи ниту македонскиот народ, ниту Христијан Мицковски. Ова може да биде направено само од врвен политички велемајстор, кој точно знае како функционира политичкиот систем, кој точно знае каде треба да стави жетон во банкоматот или во џубоксот, за да може да биде отпеена одредена политичка мелодија, да биде реализирана одредена политичка стратегија. Тоа може да го прави само човек кој знае како се владее, кој има контрола врз службите,
кој има соработка со службите, кој има соработка со олигархите, кој има пари, кој има политичко знаење, кој има контрола на подземјето, кој има комуникација со подземјето. Ова е една феноменална операција. Операција која точно ги има детектирано проблемите, која точно ги има најдено слабите точки на Зоран Заев, кој точно знае каде треба да направи одреден политички поен, одреден политички потек или одредена политичка стратегија и тоа го прави. И тоа го прави феноменално. И јас да сум на место на Зоран Заев, ќе им речам браво, дечки. Направивте феноменално сценарио. Сценарио кое го растури како кула од карти. Бидејќи ово што се случи, тоа е невидливо. И го имате Горан Минчево Команово, имате Ана Данева Павловска, го имате Игор Ивановски Шема, имате луѓе во Охрид, имате луѓе во Битола, имате ставено целата структура во функција. Никој тоа не го гледа. 4 емисии правам, никој од нив не реагира. Гледате каква самоконтрола имат. Како црвени кмери делуваат, функционираат, кјутни, бутни и успеат да реализираат одредено сценарио. Точно знае дека ако излезат сами на изборите, нема да освоат повеќе од 20.000 гласови. Точно си ги има проценето собствените сили и собствениот капацитет да направат нешто, да освојат гласови, меѓутоа имат огромен капацитет да направат одредена деструкција, да ја растурат играта на СДСМ. Бидејќи точно знаат каде се слабите точки на СДСМ. Бидејќи СДСМ сега не беше напаѓање од ВМРО ДПМН, беше напаѓање од луѓе кои се дел на СДСМ, со кои секојдневно се гледат, со кои пијат кафења, на кои им дадоа функции, кои сметаат дека треба да ги вклучат во играта за да може да ја прошират базата на СДСМ. И тука е грешката. Истата грешка ја правеше Владо Бучковски. Истата грешка ја правеше Радмила Шекерински, истата грешка ја прави Зоран Заев. Кога ќе правите пактови со Бранко Црвенковски, тој пак не може да трае, или тој пак ќе трае се до моментот дека Бранко Црвенковски не ве сруши. Бранко Црвенковски прави пактови со вас да ве сруши, а не да ви помогне. И секогаш на крај на денот ќе го донесете до пола река Бранко Црвенковски и на пола река ќе ви удави. И ќе му помогне на ВМРО ДПМН да дојде на власт. И тоа треба да го ставите во статутот на партијата. Секогаш кога е СДСМ на власт, треба да прави или да не прави две работи. Првата работа што треба да ја прави, после победа на било кои избори, веднаш да организира предвремени парламентарни избори. Бидејќи после локалните избори 2018 година, кога СДСМ е апсолутен победник, наместо СДСМ да влезе во процес на разговори, преговори, потпишување на Преспански рамковен договор, требаше да го следи сценариото на Никола Груевски и на пролета 2018 година да спроведи предвремени или вонредни парламентарни избори каде што СДСМ ќе се прошеташе на тие избори. Тогаш ниту Никола Груевски ќе им беше потребен на СДСМ, ниту Крсто Муковски ќе им беше потребен на СДСМ, ниту 8 пратеници кои Никола Груевски или Сашо Мјалков ќе им ги ставија на располагање ќе им беа потребни на СДСМ, бидејќи самите ќе можеа да имат мнозинство со кое ќе го реализират Преспанскиот договор или договорот за промена на името. И тоа треба да стои во статутот на СДСМ. И второто прашање кое треба да стои во статутот на СДСМ е СДСМ никогаш да не коалицира со Бранко Црвенковски. Бидејќи Бранко Црвенковски секоја коалиција со секој лидер на СДСМ кој не се вика Бранко Црвенковски, ќе искористи да го сруши тој лидер. И тоа се случи на овие избори. И сега вие имате дилема или имате можност да бирате помеѓу две работи. И понатаму да му дозволувате на Бранко Црвенковски да ве руши од внатре или да го спречите тој процес. На овие избори противник на СДСМ не беше Христијан Мицковски. На овие избори противник на СДСМ беше подземната структура на Бранко Црвенковски. Или она структура која е иманентна на Бранко Црвенковски, тој најдобро функционира во темно. Има луѓе кои функционираат на светло, кога е сонце, има луѓе кои функционираат во темно, кога е месечина. Бранко Црвенковски функционира во темница, функционира со подземје, функционира со тајни служби, со интриги, со сплетки. Тој е Бранко Црвенковски. Тој е феноменален играч. Најдобар играч на византиските игри во Република Македонија. Го надмине својот учител Киро Глигоров. Нема подобар од Бранко Црвенковски. И успева по истиот принцип да го руши Владо Бучковски, Радмила Шекерински и Зоран Заев. И нови никако да им дојде памет дека нивниот противник не е Христијан Мицковски, тука е Бранко Црвенковски. Ја прават истата грешка. И ако продолжат да ја прават истата грешка, ќе завршат ко Владо Бучковски. Ќе му спакува тенковски делови и ќе се влече 20 години по судските ходници. Не гази времето, имам уште 2 блока на тези, кои се многу битни да ви ги објаснам за да може да сватите што случи во неделата на 17 октомври. Имате 2 модели, почитани гледачи.
да ги убрзате или да ги успорите изборните процеси. И во зависно со какви аргументи, адути и средства располагате, или ќе ги забрзате, или ќе ги успорите изборните процеси. Гледате што се случи во Соединетите американски држави. Тамо се забрзаа политичките или изборните процеси. Проценките на Демократската партија, на Џо Бајден, беше дека нивното гласачко тело е размазено гласачко тело. Дека тие би гласале за Џо Бајден, меѓутоа не би сакале да излезат и дојдат на гласачките места. Ако е сонце, бидејќи е сончево, ако врне дожд, бидејќи е дождливо, и требаше да најдат одредено сценарио како да го забрзат изборниот процес, да го зголемат бројот на луѓе кои гласаат, а ова размазено или распекмезено гласачко тело сепак да го донесат да може да го стави својот глас во гласачката кутија. И ја измислуваат пандемијата со коронавирусот, или ја користат пандемијата со коронавирусот и прават одредена операција како може да се гласа онлайн. Или овие распекмезени или размазени нивни членови, симпатизери, да може да гласат од дома. И така го поразува Доналд Трамп. Така Доналд Трамп ги губи изборите. Бидејќи ако Демократската партија во Америка е пандан на СДСМ со едно размазено, распекмезено членство, тогаш партијата на Доналд Трамп или гласачите на Доналд Трамп се некој пандан на ВМРО ДПМН. Тоа е војска. Таа во 9 сат на сабајле излага и гласа. За разлика од овие кои ќе станат, па ќе се напијат едно кафе, па ќе видат дали треба да одат во Грција, дали имат нешто договорено, дали има договорено ручек, може треба да одат до Маврово, како што одеа на изборите на 15 јули 2020 година. Или може би треба да одат да се избањат во Охрид. Ова војска на ВМРО ДПМН станува, се бричи, може нема ни да се избричи, оде и гласа. Тоа е Демократската партија на Џо Бајден и Републиканската партија на Доналд Трамп. Меѓутоа во Република Македонија, бидејќи Христијан Мицко се рековме дека не може да го зголеми своето изборно конто, наместо да се убрза процесот, изборниот процес или процесот на гласање, требаше да се направи се да се успори процесот на гласање, да се успори изборниот процес, и тоа е направено со фингерпринтовите или со тие оттисоци на прстите. И тука феноменално одигрува Александар Даштевски. Тој можеби не е елоквентен човек, меѓутоа гледате, тој е вклучен во две операции. Никола Груевски и добивањето на политички азил за Никола Груевски и фингерпринтовите или нефункционирањето. И ако се вратите на назад што се случуваше во неделата сабајле, одредена хајка која почнуваат медиумите под контрола на ВМРО ДПМН. Не функционира гласањето, има опашки од 30 минути, има опашки од саат време, се чека, не е функционално, ќе полнат кутии албанци и така натаму и така натаму. И тоа се прави со цел да се демотивираат овие луѓе кои се неопределени или се гласачи на СДСМ, но биле на одредени клјакави нозе, на килави нозе, дали да излезат, дали да не излезат, дали треба да му дадат доверба на Заев, дали треба да го казнат Заев и така натаму и така натаму. Дали да чекат саат време за да може да гласат или да останат дома да гледат фудбал, или да прават торта, или да прават ручек и да останат дома. За разлика од војската на ВМРО ДПМН кој излезе и гласаше. И со помош на тие фингерпринтови или со помош на Александар Даштевски, на кој ВМРО ДПМН треба да му изгради споменик пред палатата Христо Татарчев, е направен исто така одреден пресврт во резултатите. Одреден број на луѓе, членови кои би гласале во некои нормални услови, не излегува да гласат, беа расколебани, дојдоа до гласачкото место, но не го дадоа својот глас, бидејќи требаше да чекат по 1 сат. И тоа е разликата помеѓу војската која гласа за ВМРО ДПМН и распекмезеното членство на СДСМ, кое би гласувало, ама не би чекало. И веројатно 1 или 2% на луѓе кои би гласале и кои би го зголемиле контото на СДСМ не излегува на гласање, бидејќи не им се чекаше. Тоа е вториот инженеринг. Првиот инженеринг како да биде намален резултатот на СДСМ и намален со помош на Горан Милевски, Беса, советнички листи, независни кандидатури за градоначалници така натаму и така натаму. И второ со успорување на изборниот процес, и вториот модел или вториот процес го реализира Државната изборна комисија на чел Александар Даштевски. 1998 година СДСМ се наоѓаше во некоја слична ситуација во која се наоѓа сега. Тоаш начело на партијата беше Бранко Црвенковски. Најблиски соработници на Бранко Црвенковски се министерот за правда Ѓорги Спасов и министерот за одбрана и генерален секретар на СДСМ Благој Ханџиски. Ѓорги Спасов и сега е околу Зоран Заев. Маријан Забрчанец и Ѓорги Спасов или Спасови, синот и таткото Спасови, се главни стратези, главни соработници или главни советници на Зоран Заев. Благој Ханџиски и Ѓорги Спасов тогаш го убедуваа Бранко Црвенковски дека не треба да околицира со Васил Тупурковски. Ако не ми верувате мене, жив е и Панде Колемишевски, жив е и Димитар Бузлевски, жив е и Илија Иловски. За разлика од Димитар Бузлевски и Панде Колемишевски,
кој го убедува Бранко Цренковски да направи коалиција со Васил Тупурковски, бидејќи веќе беа договорени со Владо Камбовски и со Саво Климовски, кој беа втори и трет човек во структурата на демократска алтернатива. И ако Бранко Цренковски направеше коалиција со Васил Тупурковски, а Бранко Цренковски не направи коалиција со Васил Тупурковски, не само поради Ѓорги Спасов и Благоје Канџиски, бидејќи и поради Киро Глигоров, кој ќе беше љут на Бранко Цренковски поради коалиција со Васил Тупурковски, Васил Тупурковски прави коалиција со Љупчо Ѓоргиевски и се прошетува на изборите. Подоцна изигран од Љупчо Ѓоргиевски, не е исполнет џентлменскиот договор да биде кандидат за претседател на државата и 2000 година Васил Тупурковски прави коалиција со Бранко Цренковски. Стана одрен политички карамбол и Љупчо Ѓоргиевски катастрофално ги губи локалните избори таа 2000 година. Ристо Пенов станува по втор пат градоначелник на градот Скопје. Ѓорги Спасов и сега е во структурите на Зоран Заев. И вие кога ќе правите политичка анализа како функционира Бранко Црвенковски, Бранко Црвенковски секогаш функционира на исти принцип, со помош на своји играчи, кои ги има во најтесното обкружување на личноста која сака да ја пушти низ вода. Ѓорги Спасов беше кум со Тито Петковски. И Ѓорги Спасов беше најгласен, или од 1999 година, Тито Петковски да не биде кандидат на СДСМ на претседателските избори. Внимавайте. Ѓорги Спасов е избран да биде генерален секретар, го пушта низ вода својот кум Тито Петковски и гласа и се залага на седници на извршен комитет на СДСМ Тито Петковски да не биде кандидат на СДСМ на претседателските избори 1999 година. И истиот тој Ѓорги Спасов 2006 година, кога е амбасадор на Македонија во Велика Британија или во Кралството Велика Британија во Лондон, му пишува писмо додека е амбасадор на Владо Бучковски дека треба да се повлечи од функцијата лидер на СДСМ од кога ги изгуби изборите 2006 година. Значи во два мандати или во два наврати Ѓуко Спасов одработува за Бранко Цренковски. Како велат евреите или израелците? Ако еднаш направите една работа, тога се големи шансите по втор пат да направите една работа или истата работа. Но ако два пати направите иста работа, тога се 0% шансите и по трет пат да не ја направите таа работа. Тоа е Ѓорги Спасов. И тоа е улогата на Ѓорги Спасов. Сега Зоран Заев треба да си одговори самиот пред себе. Кој му давал лажни анкети? Кој му пласирал лажни анкети? Кој му давал лажни совети? Кој му сугерирал дека Горан Милевски и таа негова коалиција на ЛДП и на Дом не вреди ни 5000 гласови на изборите, не вреди ни 10.000 гласови на изборите, дека нема е потребен Билал Касами, дека не треба да направи коалиција или да се договори со Максим Димитриевски, дека може да дозволи демократија и одредени советнички листи да му чепкат и да му зимат од гласачкото тело. Кој има направена таа проценка? Кој ги има направено тие анкети? Кој има направено стратегијата ако веќе сте го избрале Христијан Мицковски да биде политички противник? И тоа е добра стратегија што сте го избрале Христијан Мицковски, бидејќи секогаш рейтингот на Зоран Заев во споредба со рейтингот на Христијан Мицковски беше повисок отколку во споредба рейтингот на СДСМ во споредба со рейтингот на ВМРО-ДПМН. И тоа е одлична стратегија вие да го изберете Христијан Мицковски да ја биде ваш политички противник. Но што се случува на изборите? Христијан Мицковски го снемува, Тимчо Муцунски доминира и евентуално Даниела Арсовска. Од друга страна го снемува Зоран Заев и доминира Петре Шилегов. Гледате каков инженеринг е направено последните 10 дена на сите телевизиски дебати. Условно речено на телевизии блиски на СДСМ. А тоа се телевизии кои се под контрола на македонската олигархија. Одете проверете Илија Гечев од ИГМ Кавадраци, каде беше собственик, на кои медиуми беше собственик. Нико Палигора каде беше собственик, каде имаше 50% плюс златна акција во уредувачката политика. Па тоа се луѓе на Бранко Цренковски, на Хари Костов, не се мои луѓе. Тоа се медиуми под контрола на олигархијата на Комерцијална банка, на Хари Костов и на Бранко Цренковски. Не мислам јас како собственички удели, туку како зона, како сфера на влијание, како сфера на делување. И на тие медиуми под контрола на олигархијата ви се случуваат дебатните емисии, каде што сите се против Петре Шилегов. И Тортевски, и Перо Ѓоргиевски или Петар Ѓоргиевски камиказа, и Даниела Арсовска, и Бени Шакири. Значи сите се тие против Петре Шилегов и се наметнав впечаток дека на овие избори сите се против СДСМ. И тоа е едно такво катастрофално стратешко потврлање на луѓето кои се стратези во кампањата на СДСМ. Од една страна го пикаат во дупка Христијан Мицковски, го пикаат во дупка Зоран Заев. Конфликтот, битката, политичкото осудрување не е помеѓу Христијан Мицковски и Зоран Заев, бидејќи Зоран Заев секојаш би го поразил Христијан Мицковски,
туку конфликтот е сите против Петри Шилегов, а Петри Шилегов е персонификација на СДСМ. И тога се праќа порака дека не е срамно и дека не е срамота, иако сте биле дел на шарена револуција, иако сте пееле на митинзи на СДСМ, иако сте го донеле СДСМ на власт, сега да го симните СДСМ од власт. И тоа бе пораките на Бени Шакири, тоа бе пораките на Александар Тортевски, тоа бе пораките на Петар Георгиевски камикаса. Дури тоа упорно повторуваше дека народот на 17 октомври ќе земе судбината во своји раце, сакајќи да личи на Бранко Црвенковски. Внимавајте. Значи човекот од левица, кој треба да добива или да зема ВМРО-вски гласови, бидејќи се до овие избори 85% од гласачите на левица беа гласачи кои порано гласале за ВМРО-ДПМН, мислите дека тој сооднос и сега бил така? Па на овие избори гласачите на СДСМ гласаа за Петар Георгиевски или Перо Камиказа или Левица. И тука инженерингот кој е направен. Па носителот на листа на Левица во градот Скопје не работи во металски завод Тито, туку работи во Систина на Јордан Орце Камчев. Повторно случајно. Гледате, има милион случајности, вие кои ги ставите на маса сите тие случајности, пак ќе дојдат одредени ботови да ви кажат ти си купен, платен, кажеш работи кои се теории на заговор. Јас само ви презентирам одредени факти. Гледате каков инженеринг е направен. Па јас да бев Зоран Заев, уште во понеделникот на Сабајле на Клоци, Спасови и Маријан Забарчанецки ги шутирав од СДСМ. Бидејќи ја уништија кампањата на СДСМ. Бидејќи со својата незнаење, со својата неспособност дозволија да биде масакриран СДСМ од овој политички инженеринг кој му се направени изборите на 17 октомври. И тоа е суштината. На телевизии под контрола на СДСМ, наместо да има или блиски на СДСМ, наместо да има одредена дебата на Петре Шилегов и на Даниела Арсовска, која е почесен конзул на Унгарија во Република Македонија, или продолжена рака на Виктор Орбан во Република Македонија, на тие дебати и на тие телевизии, луѓе кои порано биле симпатизери, членови, гласале за СДСМ, пееле на митинзи на СДСМ, биле делови на шарена револуција, беа по Петре Шилегов. И се испрати порака, сите во државата се против СДСМ. И тога се вија некој член, некој гласач, во Радовиш, во Кривогаштани, во Демир Капија. Сте гинеле за СДСМ, не сте добили ништо, а сте имале одредени скрупули, дека е срамно да гласате против СДСМ ако сте биле член на СДСМ. И тогаш излага Бени Шакири и ви вели, па не е срамота да гласате против СДСМ. Ако не ви даде СДСМ тоа што го сакате, тогаш и треба да гласате против СДСМ. Па вели Александар Тортевски, изневерени со очекувањата на шарената револуција. Тога сите кои имале симпатии кон таа шарена револуција или шарената револуција си ја впишат во своето CV, па тие се охрабрени да гласаат против Петре Шилегов. Па излага Петар Георгиевски камиказа кој личи на СДСМ, а не личи на ВМРО-ДПМН. И сега ако било 85-15 до пред овие избори, ВМРО-вски гласачи или луѓе кои гласале за ВМРО да гласат за Левица, сега мислам дека повеќе од 50 или 60% од луѓето кои гласаа за Левица на овие избори претходно биле гласачи на СДСМ. И тука е направен инженерингот. Одеднаш го снемува Димитар Апасиев од кампањата. Персонификација на кампањата на Левица Петар Георгиевски камиказа. Петар Георгиевски камиказа многу повеќе личи на Бранко Црвенковски, многу повеќе личи на Зоран Заев, многу повеќе личи на СДСМ, бидејќи е внуче на Васил Топурковски, отколку што личи на ВМРО-ДПМН. Видите каков политички, феноменален политички инженеринг е направен во Република Македонија. Јас можам само да им честитам. Јас сум укажал на овие работи. И знаете, кога човек укажува на некои вакви работи, дека ова ќе се случи, тоа е најголем доказ дека јас немам комуникација ниту со една од двете големи политички партии. Бидејќи кога би имал комуникација или со ВМРО или со СДСМ, ниту ВМРО вака глупо би победела, со ваков тесен резултат, ниту пак СДСМ би изгубил на овој глуп начин како средношколска младина во Република Македонија. Тоа е најголем доказ дека јас немам никаква комуникација ниту со левите, ниту со десните во Република Македонија. И тоа, сакам само да поставам одредени дилеми. Каде ние сакаме да одиме? Ке бркаме ефикасност или ке бркаме нормализација? Не можеме двете. Не можеме двете работи да ги направиме. Не можеме да видиме Црвена звезда и Партизан. Мораме нешто да определиме. Ке се бориме за Југославија или ке се бориме за Македонија? Ке се бориме за Македонија или ке се бориме за Бугарија? Што ќе правиме? Ке станеме нормална држава? Или ке станеме помалку авторитарна држава, но ефикасна држава? Држава кај што ќе ни прават две фонтани, но за разлика од тие две фонтани ќе украдат 2 милиарди.
Што сакаме ние да направиме? Дали ние знаеме што сакаме да направиме? Сакаме со Кина и со Русија? Па добро, ајде да одиме со Кина и со Русија. Па не е проблем. Ако мнозинството од вас сака, тоа е демократија. Ако еден од вас повеќе сака ние да одиме со Русија и со Кина, па тогаш да одиме со Русија и со Кина. До тогаш одговорноста е ваша. Вие ја носите таа одлука. Но не можете да гласате и да ги исклучите во недела вечер селиците дома, под Јорган или под Кебе да се ирите што сте направиле, а да не сносите одговорност за последиците на тоа што сте го направиле. Не може така. Ручекот што сте го изеле ќе го платите. Бидејќи никој нема да ви го плати ручекот. И ако ви го плати, да јадите шкампи, морски плодови, кој Тим Чумуцунски што јадеше кој беше заменик министар за информатичко општество или каде беше заменик министар, некој ќе треба тоа да го плати, јас ќе го платам, вие ќе го платите од даноците кои не ги зимат. Бидејќи нема бесплатен ручек. И ручекот кој би бил бесплатен во неделата, може да биде многу скап или да биде многу ефтин во зависност од тоа како ќе се одвијат работите. Може Христијан Мицковски ќе стане премиер. Може ќе биде најдобро тоа за Република Македонија. Може ќе биде одличен премиер. Може ќе биде подобар премиер од Бранко Царенковски, од Никола Груевски, од Лјупчо Георгиевски, од Зоран Заев. Јас не верувам во тоа. И сметам дека тој е ограничен политичар, меѓутоа можеби сте вие во право. Можеби јас не сум во право. Можеби треба Христијан Мицковски да стане премиер. И ја и сакам Христијан Мицковски да стане премиер. И мислам дека Зоран Заев не треба да ги моли Горан Милевски и ова Маја Морачевин. Треба да ги остави да не дадат подршка на нивните кандидати во вториот круг. Да ја имат судбината на Тито Петковски. Да го имат крстот на Тито Петковски. Тито Петковски може би има алиби бидејќи не знал како функционира Никола Груевски. Маја Морачанин и Горан Милевски знаат како функционира ВМРО на Никола Груевски. Тоа е исто тоа ВМРО, само не е Никола Груевски, е Христијан Мицковски. Не треба да ги убедува да гласат за нивните кандидати. Не треба на сила да победува ни во Команово, ни во други општини, други градови. Во политиката имате порази и имате и победи, но не смеете да го правите тоа што го има правено Никола Груевски. Не смеете да го правите тоа што го правил Милејан Акиевски, Гордан Енкуловска, да носите луѓе од Пустец, да влечете роми како велеа за уши, да исклучувате лифтови. Тоа е недозволиво. Ако веќе сте се определиле да ја нормализирате Македонија, и тоа го правите неуспешно, немојте на пола пат да станувате Никола Груевски. Бидејќи, знаете, тука се наметнува одредена теза дека СДСМ ги изгубил изборите бидејќи не владеел како Никола Груевски. Ако владееле ефикасно, ако ја користеле полицијата, ако вработувале и давале пари како Никола Груевски, тогаш ќе победеле на изборите. Па на тој начин вие го легитимирате плаќањето и политичката корупција. Тогаш сте вие исти како Никола Груевски. Тогаш го легитимирате владењето на Никола Груевски. Па СДСМ треба да пропадне или треба да изгуби на изборите, бидејќи не го демонтираше моделот на Никола Груевски. Остана или остави да живее груевизмот во Република Македонија. Да биде персонифициран преку Христијан Мицковски и целата екипа. Иста екипата, не е ништо сменето, само него го нема, тој е во Будимпешта. Јади гулаш 3 пати на ден. И со помош на Бранко Царенковски, Никола Груевски дојде на власт 2006 година и 2021 година Христијан Мицковски со својот стратешки инвеститор Бранко Царенковски победи на локалните избори. Све друго е приказна за мали деца. Гледате само колку тези не се кажани. Ово остана за недела. Ако ова емисија ви се допадна, ова е нашата вечерашна анализа, еве ги тезите за во недела. Подготвени се. Недела 22 часот. Се гледаме. Јас сум Васко Ефтов, вие бевте на вистинското место, ова беше нашата анализа на изборите на 17 октомври. Може ви се допадна, може не ви се допадна, меѓутоа душа е кажана. Од срце е кажано. Кажано е тоа што го мислам. Ако до пред една недела или пред 2 недели или пред 1 месец во ракавици ви ги кажав работите. Или ви кажав работите на лажиче за да не дојдат премногу, за да не ви биде too much или премногу за да примите одредени информации или работи, вечерва тоа ви го направи без ракавици. Ви кажа што точно вие соголев политичката прагма или тоа што се случи на политичката сцена. Ова е веројатно една од најискрените емисии што сум можел да ви ја кажам. Или најискрените анализи што сум можел да ја направам. Ако ви се допадна оваа анализа, ново дружење недела во 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде да си.